На 6 септември се одржува 8-та женска авицена трка за сите љубители на рекреативното трчање, за сите оние кои што сакаат да се дружат, но и за сите останати кои што сакаат да им дадат поддршка на учесничките на овој одличен спортски настан. Наша гостинка е Гордана Николовска, организатор на спортски настани, па од неа ќе ги дознаеме деталите и како течат подготовките на само неколку дена пред одржувањето на овој настан, кој што е во организација на Сојузот на спортови. Гордана, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Авицена женската трка стана настан кој што сите припаднички на понижниот пол го очекуваат во тек на целата година, се подготвуваат. Кога велам се подготвуваат, не мислам само кондиционо, туку и се екипираат. Многу представништва, фирми го доживуваат како можност за тимбилдинг и ете за едно екипно дружење. Како течат подготовките, дали е се спремно за одржувањето на оваа трка, која ќе биде во малку поинакво издание заради актуелната пандемија? Подготовките се веќе во завршна фаза. Ние бевме подготвени и во април, меѓутоа со целата ситуација многу од настаните се поместија, меѓу кои и авицена женска трка. Таа ќе се одржи сега во недела под строги протоколи кои што ги изработивме ние, ги поднесовме до Комисија за заразни болести при Министерство за здравство и истите беа одобрени. Ова е втора трка што ние ја организираме во услови, изменети услови од како е настаната пандемијата. Имаме искуство како тоа да го реализираме и очекуваме дека ќе имаме убава трка, но истовремено очекуваме одговорност од учесничките, од публиката, ако евентуално има или оние кои што ќе ги придружуваат, за да си оставиме простор понатака да реализираме и други спортски настани. Ако има простор веќе да ги објаснам тие протоколи, денеска и утре е подигнување на стартните пакети. Пријавувањето е завршено, оние што стигна да се регистрира, останатите може да се придружат, да гледаат и да навиваат. Да, сите што се пријавија додека беше пријавувањето до април месец, на сите пријавите им се валидни. Оние кои што не се пријавија имаше можност до 20 август. И колку учеснички има година? 1370, ние ограничивме број. До тој број секако дека ќе имаше повеќе, меѓутоа оваа година е толку. До година здравје да сме да помине ова лошо позади нас, ќе има повеќе трки и тоа е бројка која што ние гарантираме дека може да ја контролираме. Подигнување на стартни броеви денеска и утре во Борис Трајковски арената и во недела во 8:30 започнува стартот. На кој начин? Исто од пред Борис Трајковски? Да. Секоја учесничка доби мејл и на веб страната кај што е објавена стартната листа стои до секој име и презиме, стартен број, во колку часот треба да стартува. Тоа се вика ролинг старт. На стартната линија се наредени 5 надпреварувачки на растојание од метар и пол и носат маска со претходно извршен термален скрининг и дезинфекција, носат маска до самиот старт. На 10 секунди се пуштаат по 5 надпреварувачки. Имаат доволно време да се развлечат, значи одат под возникот кај Александар Палас и се упатуваат во вториот дел од градскиот парк, трчаат патека од 3 километри и завршуваат во градскиот парк, но не и во Борис Трајковски, каде што почнавме, за да ја намалиме можноста за трансмисија. Но ќе им биде блиско да може да се вратат после тоа пешки. Предвидуваме дека овој старт, ролинг старт, 5 во 10 секунди, ќе трае 1 час, час и 10 минути, секако дека ќе правиме паузи, ако видиме, учесничките се замолени по завршување на трката задолжително ќе добијат маска од нас, ќе добијат освежување вода, ќе добијат барче да земат душа, што би се рекла, ако евентуално се измориле. И после тоа се замолени да го уживаат денот или понастрано од градскиот парк или со своите најблиски, да не создаваме една голема маса, еден збир каде што спрема протоколите велиме дека нема да има.
Тоа ни е... Затоа што, простете сега, ве прекинувам, навикнавме дека Авицена женската трка не е само спортски настан, туку еден настан кај што сите овие изминати изданија, многобројната публика и присутните и учесниците се дружеа, па имаше и богата лотарија и забави кои што оваа година значи нема да отсуствуваат, туку ќе бидат организирани поинаку. Така и ние повторно ќе имаме наградување во 7 старосни категории, повторно ќе имаме генерален пласман прво, второ, трето, меѓутоа нема да имаме прогласување, прво затоа што стартот трае саат и пол, сега некој треба да седи 2 сата за да види дали е прв. И самиот момент не е тоа на финиш кога првиот влегува. Значи ќе се мери чип време. Од кога стартувал до кога завршил, точно електронски ќе се каже кој за колку истрчал. И за да биде сето тоа безбедно, ние ќе си го направиме прогласувањето онлайн. Наградите ќе се ги добијат победничките на нивната домашна адреса, ќе ги сконтактираме и за тоа, имаме податоци од нив. А лотаријата, секако од сите наши спонзори имаме вредни подароци, лотаријата ќе има оваа година исто, меѓутоа ќе правиме директен пренос во живо, повторно за да нема гужва, а сепак да има изненадување, да има момент на радост, кој што и во вакви услови пак ќе го држиме духот на женска трка. Затоа што женската трка почна како една трка со која што сакавме да ги мотивираме жените да немаат оправдување, да почнат да рекреираат, рекреацијата е здрава, да почнат да рекреираат во било кој период од нивниот живот. Иако минатата година имавме 2700 учеснички, годинава очекувавме повеќе, но тоа е што е, нема простор да се жалиме, кеот е отворен, парковите се отворени, секој може да рекреира, ќе правиме повеќе настани, а тоа што ние мотивиравме толку жени и учеснички да се вклучат во настаните, доказ беше минатата година, кога на трката на 5 километри на Скопски маратон, прв пат имавме повеќе жени учеснички отколку мажи. Не е ова феминистичка трка со која што сакаме да докажеме ние жените сме појаки. Ние сакаме да не има повеќе присутни. Тоа е глобален проблем кога жените се помалку застапени во сите спортови, односот е 35-65, и ние велиме да се мотивираме. Никој не спречува, никој не ни е крив затоа што ние не вежбаме. Тоа е поентата на женска трка, да се грижиме за своето здравје, да бидеме фит и секако да се забавуваме. Така, дури Алфа телевизија една година учествуваше со дел од новинарската екипа, неколку представнички имавме кои што го истрчаа, нели, целиот тој дел и кои што гордо не представија. Секоја чест за сите 1700 учеснички што се пријавиле годинава и така како што кажавте ги повикувате да ги почитуваат сите препораки кои што вие како организатори нормално ги наметнувате и истото предпоставувам ќе важи и за публиката, ќе дојдат многумина кои што ќе сакаат да ги бодрат, да навиваат од нивните семејства, од нивните пријатели и тие исто така ќе треба да внимават и да бидат свесни дека оваа година се ќе се одвива во малку поинаква атмосфера од вообичаено. Така е, обично ние сакаме многу публика, но овој пат велиме ако веќе сакате навистина да дадете поддршка, ве молиме држите растојание, маска задолжителна, да не се групираат, тоа е тоа што цело време се зборува, ништо ново нема да кажеме. Секако ние имаме голема екипа ангажирана која што се грижи љубезно да ги замоли да држат растојание. Во секој случај жените сме ние многу разбрани и мислам дека нема да има некој проблем кој што нема да се почитува правило, тоа е несомнено дека ќе биде секако што треба. Трката има надпреверувачки карактер, кажавте и годинава тоа ќе биде запазено, онлайн ќе бидат објавени победничките, онлайн ќе бидат доделени наградите во лотаријата, да кажеме на кој канал ќе може да го следат сето тоа оние што нема да бидат присутни, а сакаат да ја почувствуваат таа еуфорија и таа атмосфера од женската трка. Тоа ќе се одвива на социјалните медиуми на женска трка, значи веројатно ќе оди истовремено и на Facebook и на Instagram, ќе објавиме. Но таа лотарија ќе важи за тие што стартувале. Да, што имаат стартен број. За тие што стартувале и сите, и ако евентуално пропуштат или не успеале, секако дека ќе има реприза, и ако не чуле, ние ќе им се јавиме телефонски, ќе им кажеме, и ако не сте виделе, можеби добивте награда и ќе ја доставиме, затоа што ќе победат 3, меѓутоа радоста може да ја продолжиме уште на 1000 други жени.
Не, ова е навистина еден феноменален начин жените и да се дружат и да бидат спортски активни. 3 километри би рекла дека може да истрча секој, не мора да е не знам колку физички подготвен и навистина секоја чест за организацијата токму на ваквите настани кои што како што и самата кажавте не гледат од феминистички аспект да ги истакнат жените, туку едноставно да ги поттикнат да бидат спортски што поактивни и веруваме дека тоа ќе станува од година в година што попопуларно. Гордана, уште некоја порака ако имате да упатиме за крај на разговорот, а пота да им посакаме среќа на сите 1700 учеснички кои што во недела на 6 септември во 8:30 ќе се појават на стартот пред СЦ Борис Трајковски и ќе учествуваат во тоа. Да, па би сакала да им кажам на учесничките да дојдат насмеани. Тоа е многу важно, да уживат и ако не може би се доволно подготвени и ако не може да истрчат, можат и да одат. Исто така сакам да напоменам дека до 10 септември е отворено пријавување за Скопски маратон. За и мажи и жени нормално маратон, полумаратон и штафета е отворено пријавувањето, па ако ова им е добар предизвик, имаат уште 6 дена да се одлучат за некоја трките ако се веќе добро подготвени. Кога ќе се одржува маратон? Скопски маратон ќе се одржи на 4 октомври и за овој настан добивме одобрение од Комисијата за заразни болести и исто ќе го реализираме под посебни протоколи. И кога веќе го спомнавме, а времето истекува за пријавување, каде и каков е начинот на пријавување за оние што можеби не учествувале претходно, а сакаат да учествуваат еве на овој Скопски маратон? Сега веќе е многу едноставно. Ако ја посетат страната на Визар Скопски маратон, директно ќе ги носи до линкот пријави се на smartrace.club. Треба да отворат акаунт, да си одберат трка, да платат и ќе добијат одма кој им е стартниот број, подигнување на стартните пакети. Повторно ќе биде во Борис Трајковски, старт цел веројатно. Повторно ќе биде Борис Трајковски затоа што таму ни е најшироко и сме некако најдобре дојдени таму. Ние комотно нема да загрозиме некој од околината, соседи рано наутро да ги будиме. Така да сите информации ги имаат таму, навремено известуваме. Нивно е само да рекреираат, да се подготвуваат и да дојдат насмеани на трка. Да уживаат во атмосферата. Ете, ние им ги соопштивме овие информации на сите оние што не гледаат, може да се пријават, ете, во меѓувреме да ги искористат овие последни 6 дена за пријавување за учество на Скопскиот маратон, а во недела на сите учеснички во женската трка уште еднаш да им посакаме добра кондиција и убаво дружење, вам успешна реализација на овој, но и на сите следни спортски настани, затоа што и во време на пандемија исклучително е важно да се рекреираме, да спортуваме за да го сочуваме нашето здравје. За крај, првата трка во свет што е организирана за време на пандемија беше токму во Скопје и ние сме многу горди што сме направиле нешто многу добро. Тоа беше на 20 јуни, хронометар 10 километри и покажавме дека во спортот има дисциплина, ред и може да функционираме како што треба. Браво, секоја чест еве нешто со што можеме слободно и да се гордееме и да го посочиме како момент кој што не издвојува и по кој што може да бидеме позитивно препознаени не само тука локално, туку и во пошироки рамки. Беше ова Гордана Николовска, зборувавме за вицина женската трка на 6 септември, 8 издание. Продолжуваме сега со музика.